Добар ден, драги мои, добре дојдовте на уште една епизода од Ире Инспирира. Денеска зборуваме многу повеќе за родителството и за свесното родителство. Мојата гостинка е Ана Салтирова Давидковски. Морав да го прочитам името да не сгрешам. Добре ми дојде. Го сгрешив. Тамансија, моето го погоди. На сопруго се надевам дека нема да се лути. Да, добре ми дојде сам. Благодарам на поканата, добро те најдов. Исто среќа на подкастот, ни требаше нешто вакво. Да, тие кои што се занимаваме никако со родителството и со свесноста, дефинитивно знаеме колку има еден голем простор кој што треба да се пополни. На почеток, да ми кажеш која си ти, што правиш, нешто повеќе за тебе. Така. Се зизаат ми викаат комплицирано е. Така, значи, Ана Салтирова Давидовски, долги години бев строго само во корпоративниот свет и потоа станав мајка. И сватив некои работи кои што во корпоративниот свет ги учиме како големи, а можеме да се ги научиме децата, за да кога ќе пораснат, продолжат да се забавуваат и играат како што тоа го прават денес, да не биде стресно, анксиозно, вознемирувачки, неубаво, некреативно и така натака. Така да, социјален работник сум по првична вакација, магистрирав на човечки ресурси, имав желба да докторирам, но некако тоа го фати другиот крај, па поминав во неформалната едукација, завршив се што можеш да се заврши на тема НЛП, невролингвистичко програмирање или науката што ја проучува успешноста, така да сум тренер и коуч. И оно што ги учев големите, во светот на големите и во корпоративните едукации и преку тимските коучинси, генерално се работите кои што оној момент кога станав мајка, кога ги согледав потребите на сопствените деца, како би биле они посрекни на училишта, како они полесно би се сноѓале кога имаат предизвик со другарча, тоа се истите вештини кои што јас ги подучувам големите, кои што јас ги учев како голема, се работите кои што им се потребни на моите деца. Го почнав тоа со нив и како го почнав тоа со нив, така сватив дека не е окей да остане само со нив, зашто резултатите се убави. Па влегов во игранката автор за деца, па креирав различни материјали, игри, имам и комерцијални, ама има и доста некомерцијални, тоест слободни материјали, зашто целта ми е да луѓето согласно своите можности сите направиме искуство и сите вложиме и во себе, и во сопствените деца, за да го направиме ова место малце поубаво, зашто живееме во најубаво до сега познато време за човештвото. Иако не е идеално, има многу работи што можат да бидат подобри. Баш пред некој време спомнав, имавме најмалце војни, една пријателка ме слушала и река, како имаме најмалце војни? Викам, не дека немаме во моментот, но најмалце и најмалку брутални со тоа што историјата го познава. На тоа и имаме најмалце гладни, имаме се во нагорна линија, а ние најмногу се жалиме. Ние најмногу кукаме, ние најмногу мислиме дека нешто најмногу сме несреќни и нерадосни и неспокојни. И тоа е заради тоа што имаме многу слободно време, кое што го пополнуваме очто со погрешни работи. Тука е уствари местото на свесноста и тука е местото и на свесниот родител како да ги подготвиме и децата, зашто ќе стане уште подобро. Само они ќе треба да научат да уживаат и да го дадат својот придонес, зашто не е фер да уживаш без придонес и тогаш се јавува исто несреќата. Значи ова подобро, малце ќе го разглобиме сега што значи подобро, а зошто гледајќи на нас за тебе само 50 години нашите родители како живееле без технологија, значи биле многу блиску до природата. Добро, таа гледна точка се живееме многу полошо. Затоа сакам да речам, Супер. што е тоа затоа што секој ќе си го земе нели оној аспект во кој што можеби повеќе верува или повеќе му е во фокус. И кој повеќе гледа вести. Така. Кој воопшто не гледа вести, затоа и затоа му познава нити војните, можеби нити страдањата кои што масовно нели се пласираат. Се случуваат, далеко од тоа дека не се случуваат, далеко од тоа дека сакам да бидам наивна и да кажам дека живееме во идеално време. Затоа кажам живееме во време кое што е подобро во контекст на овие работи, а во контекст на исклученост на нас од природата е многу полошо. Живееме зашто јас се сеќавам, јас моите викенди ги поминував на село кај баба ми. Кога одев на одмор со моите, ние игравме, јас не седев на телефон. Значи ние за време на летниот, за време на зимскиот распуст или кога ќе напишавме домашната, бевме надвор на улица.
скокавме, рипавме, игравме джамли, игравме жмурки, игравме одбојка, игравме народни, игравме многу работи кои што денешни ластик. Значи ластик. И зошто не имало деца во одлична кондиција. Последен пат ластик игра во втора година средно. Инаку сум физички во одлична кондиција и еден денеска вежбам, има воспаление во втора година средно, сум сега далеко од втора година средно, мислам да на ушите, на мускулите од ушите и се викам колку ствари размрдувало вежбање, играње ластик. Јас се обидов да го поведам кај нас мало. Јас една мајка игравме највише. Познато ми е на колена, да ти кажам, до тука заврши. До висина колена, не го примија. Така да од таа гледна точка живееме многу полошо, али е личен избор. Така да можеме да направиме и поинаков личен избор. Така ствари се вика и кампањата која што ја покренав, во која што покрај овој корпоративниот свет и едукацијата на големите, влегува и светот на едукација, тоест поддршка, заедничко растење, тоест покана за заедничко растење со родители кои што ова што го зборувам резонира со нив. Во местото што се вика клуб за родители, кој што според мене е последната љубов на која што ја крирам, ја работам и долго време живееше во мојата глава. По долго време мислам од 2014 и конечно 2024, значи само 10 години. Па види на убавите нешто им треба малку поише време да се развијат. Фала ти на така што гледаш, мислам дека има и други образложенија, али како и да. 2024 го виде денот и тука е местото, просторот каде што поканети се родителите како би можеле заедно да растеме. Замислено е во тој контекст да биде подолгорочно патување, а тоа е моментот што го имам видено во корпоративниот свет. Да речеме, на обука доаѓаат прекрасни луѓе што сакаат да учат и имаат интерес. Со работниците, клиентите кои што ги имам, се стварно луѓе со кои што во 99% би пиеле приватно кафе. А сепак, независно што знаат или ќе научат, не ги имаат резултатите кои што се ветени по обуката. Затоа што знаењето не ја прави трансформацијата, мора нешто да стават во служба. И земејќи го тој бак, го интегрирав во клубот и целта е да биде долгорочно патување во кое што ќе си бидеме поддршка на тој пат. И осмислено е да почне со забава за планирање. Затоа што ние планираме се нешто, планираме безвизен викенд од 2 дена, а не го планираме родителското патување. Планираме како ќе се појавам, како ме перцепира моето дете. Едно е како јас имам во главата, друго е како моето дете ме гледа. Кога јас, например, правев рефлексија на тоа, јас сакам да сум забавен родител. И сега ја прашувам, ќерка ми како тоа не ме доживува, не знам, изгледам слика, па да ви кажам, тоа беше многу далеко. Јас го добив истиот одговор, после ќе ти кажам за мене. Значи, и си викам супер, и сам имам два избора, можам да речам, ќерка ми везе нема што е забава. И речам, окей, што с ќерка ми, зашто целта е да одговорам на потребата согласно мојата вредност забава, на потребата на ќерка ми и да си го избаждарим и да видам што јас ќе треба да правам за да бидам забавен родител и имам буквално на подарок добиваат планер, сличен како што тебе ти поклонив, но тој е тематски. Да, тоа е малце по-универзален, а ова е баш за родителското патување, каде што има, да речеме, месечно подсетување. Едно од омилените мои месечни подсетувања, што беше многу голем шамар, за мене беше каде го давам најдоброто од мене. Прво прашање, што е најдоброто од мене, а после каде го давам истото? Ова контекстот беше каде јас се давам најмногу, каде јас најмногу се трудам и за жал не беше одговорот што би сакала да си го дадам. Али свесноста е идејата да не се лажеме и работата на себе кога ќе застане пред огледало нема да видиме се што ни се свига, барем знам дека јас кога почнав да работам на себе, да работам на мојот подигање на мојата свесност за тоа кај сум, што правам, како правам, кои се резултатите. Не беше симпатично, видов многу работи кои што не сакав да ги видам и идејата е не да ги игнорираме, да ги маскираме или како балон да ги пикаме подоле, зашто колку подоле го пикаш балонот, тој повеќе сака нагоре да отиде. Така, и кога ги тргнеш рацете од енергијата, тој ќе скокне. Така да идејата беше да работењето на себе и целта е уствари тогаш сватив дека јас многу повеќе се давам надвор на работа, во деловен контекст, него што се давам дома и тоа не е ништо од некоја друга причина, тоа што јас поише ги сакам луѓето на работа, него луѓето дома, тоа е мислам небулоза, него правам план. Правам план како ќе се појавам, правам план како ќе го искреирам мојот ден, правам план што сакам да има за да биде искористен. Зашо не го правам тоа?
во моето семејство. Зашто, например, сабота или недела ќе биде многу поише искористено ако знаеме кога стануваме. Тоа не значи дека треба да живееме по план. Си ми викам, мамо, не сум ја робот. Не можам како тебе. Што е скроз окей. Али да знаеме дека сакаме да одиме вамо или имаме план, да решиме генерален план. Сакаме оваа година да ги посетиме тие места. Кога ќе биде вакво, ќе идеме таму, кога ќе биде едноставно да искористиме најмногу, а тоа ни овозможува ако имаме план. И сега, кога имаме план, ни овозможува и флексибилност, нели, независно што имаме план да идеме наваму, можеме да правиме и ова. Али ако немаме план, генерално времето проаѓа и не го давам. Така да во клубот се почнува со планирање на забава за планирање. А зашто забава? Зашто треба да биде забавно. Не треба да го правиме као на работа, например, зашто за жал некои луѓе работат работи кои што многу не ги сакаат или не се даваат таму најдобро од себе или не се пронашли или не им пее пилето, која god да е причината. Овдека по избор сме добиле деца, веројатно. Искрено прашање, значи еве бидејќи јас лично сметам дека ако нештото треба да се прави со радост треба да се прави. Значи што и да правим, па да миеме чини и било што треба да го правиме со радост, со цело себе. Така и ова предпоставувам, но колку луѓето еве бидејќи ти веќе работиш со родители, веќе имаш да речам некакво искуство наназад, колку луѓето може да го видат сето ова? Колку може да се дали воопшто го имале во перцепцијата? Сега можеби јас го имам и ти го имаме затоа што некако размислуваме на тоа, се обидуваме да им помогнеме на родителите, но каква е вистински сликата? Масовната слика е дека за жал луѓето многу си кажуваат дека мораат нешто, а ништо не мораат. Да. Значи, јас имам набраено меѓу стикерите што ги имам на Вибер набраено, јас имам наморено, више не морам. Више избирам, значи, веќе избирам. Она што сакам да го правам, веќе јас избирам, стварно не морам веќе многу работи да правам, зашто многу луѓе си ставаат, никој не им става, никому ништо. Точно. Сите, и тоа е свесноста. Тоа е моментот кога јас застанав и кога почнав да си разговарам сама со себе, ова ти предизвикува предизвик, ова не сакаш да го правиш, зашто го правиш? Морам. Кој вика дека мораш? И да, во тоа мора кој е мистифициран. Се си повлекува. Значи секој е ненаправено нешто си повлекува некаква активност. Така да, например, јас не морам да мијам садови, избирам да мијам садови, заштото што не сакам да гледам купови, така. Значи, тоа е цената ако не избирам. Сега, дали јас ќе ги мијам со задоволство или ќе ги мијам додека гунџам, исто мој избираш. избор, така. И затоа викам дека е личен избор. Сега, додека јас ги мијам садовите, ево, например, додека пеглам, им пеглам на моите деца и на сопругот и на себе си љубов во лиштата. Луѓе ми се смеат и се чудат. Значи, јас одлучувам што ќе ставам во таа енергија. Строго слушам, да речеме, подкасти, пеглам со подкасти, мијам садови со подкаст, чистам со подкаст, тоа ми се Пеглачки универзитет, чистачка академија. И тоа е мојот внатрешен диалог. И тоа е уствари второто крило од кампањата личен избор. Првото крило што сите сакаме успех, така, во било кој контекст. Успешна емисија, успешна работа, успешни деца, сите сакаме успех. Сега, пред да избереме стратегија за успех, забораваме два предчекори. Тоа е првиот предчекор е состојбата од која сакам да изберам стратегијата или ја избирам. Зашто, ако мене денес ме боли глава, јас ќе изберам едни работи. Ако не ме боли глава, ќе изберам други работи. Кога ќе се најдам пред некаков предизвик, пред да менаџирам нешто надвор, треба да се изменаџирам себе си, за да можам да одговорам на тоа нешто надвор. Така да тоа е состојбата и тука е играта Благодарам, која што ствари не запознам. Извини, книгата Благодарам, која што не запозна. Тука настана втората книга 50 идеи за негување на ставот Благодарам. Тука е слободната игра Благодарам, што може да се симне од кај мене од на Инстаграм ја нема, не, од кај мене од веб страната. Ќе ги ставиме, значи сите материјали кои што ги имаш. Благодарам, кои што реално работат на промена на состојбата. Заштото што ако јас сум благодарен, не можам да бидам несреќен. И тоа е гимнастика, тоа е вежба. Зашто децата се раѓаат среќни. Децата бев поканата да зборувам на HR Disrupt. Инаку сум HR by the way по професија. Што работам уназад години преку кој што ствари сум поддршка на големите во едукација. Бев поканата да зборувам на тоа. Те ме го пушнав баш тоа. Сте виделе ли Мрчатор бебе? Сте виделе ли Намкјор бебе? Не. Бебе што мора. Да, бебе што мора. Не мора. Ништо не мора. А се може и се добива. Многу интересно. Зошто? Затоа што ние се раѓаме такви и научуваме да мораме. Што значи учливо е?
ако е учлива, можеме да го И одучиме одучливо е. и преучиме. Затоа сакам да ги заштитиме децата колку што можеме порано, тоест да не им наметнеме работи што мораат, зашто јас имаше работи што сум ги научила ни системот на едукација дека морам, ни системот на воспитување, тоест ме воспитале родителите што се мора, што не се мора. Мајка ми во една прилика ми рече: "Кирко, јас вака не сум те воспитала." Викам: "Точно, мајка. Мене ми требаше време да се одвоспитам од тој сегмент и да се превоспитам, за да тоа биде добро за мене, а не да биде на моја сметка." И тоа е исто свесност. Да, и да, да. не е воопшто лесна работа, али е вредна за сите за На сите пари. Да, јас се согласувам со тоа дека работата на себе е една од најтешките работи. Зависи од тоа, нели, како сите животот не води во различни аспекти, различни потешкоти. Вчера гледав еден многу убав, имаше исто една убава книга за срцето и колку во суштина ние нели од она што сме го размислувале, што ни е дадено социјално, колку мора да бидеме во тоа и не мора да бидеме во сето тоа. Баш го гледав, значи околу емоциите и како ние прво што не знаеме кои се точно емоциите, кои се чувствата, па кој како се вика, па зашто и од кај треба да тргнеме и да одам од тоа. Во контекст на тоа, нели, колку од семејството е дојдено традиционално, колку работи имаме земено и колку ние не си дозволуваме да речеме чекај, стоп, до тука. Така. И во ред е да ние ги менуваме работите од порано. Така, заштото што се е променато. Например, јас денеска на родителувањето што го имам добиено како подарок од моите родители, погледнувам критички во контекст што од ова ќе ги поддржи моите деца и што е вредност за новото време, а што едноставно ќе го пуштам со многу љубов. Затоа што било поддршка за мене. Например, еве скромност ќе земам. Значи, јас сум воспитана во контекст на скромност. Ке те препознаат, нема потреба да скокаш. Денеска тоа воопшто не е вредност. Денеска тоа е мој хендикеп. Има луѓе што ме кажа зашто ја не знаев за овие работи порано, зашто јас сум скромна и очекувам дека луѓето ќе ги препознаат. Така. И сега се учам да го промовирам мојот труд и има работи кои што во таа свесност скопам што е тоа, како сум го обоила и зашто сум му дала негативен тон. Така да јас на моите деца не сакам да им ја пренесам таа вредност скромност, иако скромност, повторно кажам, е вредност, не сакам ни да бидат арогантни, полни себе, али ќе се модифицира малце поинаку согласно времето и согласно потребите за нивното давање на нивното најдобро од себе на времето што е пред нив. Зашто јас ги воспитувам, ти ги воспитуваш, ние заедно ги воспитуваме децата за време кое што не знаеме како ќе изгледа. Да. Што значи, јас спремна сум. Воопшто. Значи, ние треба да растеме заедно со нашите деца, да, а не врз база на историја. Има некоја причина заради тоа што шофершарната е широка, а ретровизорот е мал. Па не значи дека не треба треба сега да плюкнеме на се што правеле, зашто ние сме тука денеска и викаме дека сме добри, така? Ако сме добри, нешто добро се завршило. Читав една феноменална книга, многу остана со мене, тоа е Изгубените мудрости од родителството. При тоа, тие изгубени мудрости воопшто не се изгубени. Значи, тоа се мудростите со кои што ние како деца сме пораснати. Се викаат изгубени зашто книгата е американска, па они многу поодамна ги имаат заборавено тие работи. Интересен факт беше дека авторката на книгата, незиниот сопруг, дедото или свекорот од Македонија доселени. Значи, многу интересно, да. Аз сакам уствари, малце е големка, 400 страни е книгата. Сакам за членовите во клубот, може ќе биде отворена и за други што ќе сакат да се вклучат, што сепак има има македонски превод? Не, српска е книгата, али независно сакам да ја преработам, од типот на да направам ваков аудио запис, каде што ти ги изведам сите клучни точки што за мене биле клучни, да ги поттикнам луѓето ако е интересно за нив да си го дадат тоа така, едно ревју да си направиме на книгата. Да. Зашто вреди да се прочита. Има луѓе што се читачи, има луѓе што едноставно не има тоа. Еве јас сум во втората категорија, не сум читач, зборувавме за ова, колку не сум читач. Кога нешто ми треба, ќе прочитам 200 книги, ама дека ќе седам и ќе читам за да се релаксирам како некои други луѓе тоа што го прават, нели? Едва ти си практичен читач, значи не дека не си читач. Да, и ти си практичен. Тоа го констатирав, нели? Ама ја не сум читач, ама не читам романса или нешто. Ами имам прочитано на 400-500 книги. Да, не сум читач. Не сум читач. Не. На таа тема исто за читачи и не читачи на мојата веб страна може да се снимнат бесплатни предизвици се за да ги поттикнеме читање
читањето и кај децата и кај големите. Има и брза математика направена и сега пази интересна колку е интересна математиката. Викаме немаме време. Што не е многу вистина. Ако читаме само 15 минути на ден, 15 минути секој има, тој што нема само некој отвори да види колку време проминува на социјални медиуми, да види како му е well-beingот, digital well-being, ќе види дека има 15 минути. Значи, ако чита 15 минути, ќе прочита 10 страни. Ако чита 10 страни секој ден, тоа се 3650 страни годишно. Што значи, се 14 прочитани книги од просек 250 страни и почната нова. Така да, дали имаме време за читање? Имаме. Јас сам го почнав предизвикот лани и да речеме и кирката и синот чита, не знам околу, не можеме се сетам точните бројки како беа. Кирката има 9, прочита некаде околу 1800 и не знам колку страни. Од летото па навака броевме, синот има 14, прочита некаде околу 900 и не знам колку страни. Зошто е добро читањето? Кога сме веќе тука во контекст на тоа дека еве читањето она што нели како изгубена вредност, образованието нели се сведува дека треба да научиш да читаш и да пишуваш за да можеш да апсорбираш нови информации. Така е. Сега нели отидовме на тоа гледање видеа, слушање на аудија и некако читањето како да ја изгуби смислата. Но зошто треба да се вратиме кон читањето на книги? Сега можеби хартијани не може секој да обезбеди, но читањето на една одредена книга фокусирано кон нешто. Заради тоа што јас на пример како гледам на читањето. Првен како го продавам кај децата. Ако сакаат да гледаат шортс и рилс и не знам што, тоест да го гасат мозокот и да го скратуваат спинот на вниманието, што им е повеќе од потребен кога правиме муавет за здрав мозок, кога правиме муавет за како они ќе треба да го потребуваат, зашто им е потребен фокусот, значи мора да почнат да читаат. Сите рилсови, сите шортсеви овозможуваат скратување на спинот на вниманието и реално го прават мозокот мрзелив, го прават да има потреба од многу повеќе да разбие, автоматски се што е книга, се што е учење, станува досадно и недоволно стимулативно. И затоа треба да се вежба паралелно. Истото, сакаш да гледаш, нема проблем, гледај. Не сум против технологијата, но треба да бидеме многу паметни како ја користиме. Да ја користиме, не да не користи. Како алатка. Така. Заштото што ние сме во attention economy, што значи, ако јас седам на овој девајс и не правам пари од девајс, кој прави пари од мене? И ако е нешто, син ми вика, мама, ова многу ефтино во тему. Кам, праше се како другачие го плаќаш. Не го плаќаш со пари, ама како поинаку го плаќаш. И сега не би сакала да навлегувам во таа тема, зашто тоа се веќе мои лични ставови. Не сум доволно писмена за да генерализирам и да давам мислења, не сакам да делувам како забера, така да ќе го скокнам тел, ќе се вратам на читањето. Многу ни е важно да го имаме од контекст на стимулирање на мозокот, заштото што они треба да учат. Од друга страна, јас и ти го правевме тој муавет. Значи, кога имам проблем, предизвик, а ме интересира некоја тема. Замислете, некој таа тема ја истражувал со години. Да. Прочитал многу книги. Најдоброто од себе го ставам од 250 страни и ја викам, немам време. Значи, нели малце откачено. Секој проблем кој што го имаме, веројатно има 5-10 книги на Амазон кои што имаат идеи. Може во ниту една нема да најдете, ниту една идеја што е апликативна, али вие ќе бидете во тие 10 книги на темата, со авторот ќе споделува со вас информации и вие ќе бидете на темата и активно размислувате, што значи дека вие може да бидете новиот креатор на некој проблем кој што не е дека сите проблеми се и за тоа знаат мене да ме зезат, зашто јас сум читачка, многу сакам да читам, поклонувам и книги по родендени и за тоа ме зезат, аман доста со ова книги бе. Или свати никој не ти ги чита. И вика, нема се у книгите. Кам нема се у книгите, ама книгите не стимулираат да разговараме. А оној момент кога ќе ги прочиташ моите книги, не моите, мислам моите, него книгиве во кои што ми кажуваш дека немало се у моите книги, тогаш ќе разговараме дали има нешто или нема, зашто не е во ред да се скратиме од тоа искуство. Јас тоа го гледам буквално како разговор со авторот, каде што авторот ми го дава најдоброто од себе на темата на која што да речеме можеби е пред мене. Така да исто како Тева, ти што кажуваш кога ме интересира некоја тема, јас гледам колку што е возможно се да
да исчитам, да истражам, да видам што се случува, како луѓето размислуваат. И да, поише често избирам да пијам кафе, можеби и со некој мртов автор, наместо да седнам со некого и да правам муабет за дали некој носел оваква блуза или Да. затоа што на таа тема сум дословно глупа. Не знам што се носи, не знам што е модерно. Не обрнувам внимание многу. Гледам само да сум коректно во контекст на складно прикладно и Да, тоа е и тука избираме, јас лично, значи, многу долго време веќе избирам да облеката биде функционална, затоа што на крајот на денот кога ќе ги видиме најбогатите луѓе во светот, што ги познаваме, што ги знаеме, нели. Да, они не изгледаат. Цукерберг има само една блуза за греото, човекот едни фармерки има. Така. Така, и кој ќе оди на суд има едно палто и една машна, мислам, за греота. Така. И само тие ги носи. Мислам, колку и да се жегуваме, тоа е тоа. Значи, Стив приоритети. Джобс зборуваше за тоа дека не сека да троши дел од својата мог за размислување и носење одлука Точно. на Зашто ќе облечам одлуките денеска. да трошам ја од денеска донесување, затоа што веќе во светот значи постои, нели, decision fatigue, ја Да, викаат, да, нели, апсолутно. на македонски преведено, значи премногу донесуваме мали ситни одлуги за работи за кои што не се важни и после ние се чувствуваме прегорени, не можеме, си викаш од сабајле. На крајот на денот и изборот, нели, и донесување одлука дали на овој канал Да, апсолутно. и дали ова сакам да престанам да го гледам, па да свртам, и тоа е донесување така. одлука. И сега рачуне ти од сабајле си станал и ако си седнал на телефон, ти веќе си донел толку многу одлуки од сабајле, ти си изгорен више за на работа. Така. И дури се одлуки кои што не си ги донел ти лично, него ги донел некој, што ти си му го дал твоето внимание и он те води. Да. При тоа не значи дека јас не сум имуна на тоа. Идентично сум имуна, затоа што тоа го имаат правено научници, невронаучници, со целото она знаење од невронауката за тоа како да не привлечат и да го држат нашето внимание, како да не направат хук по нивно, за да стоиме тука и да На крајот бидеме на денот, послушни потрошувачи. да, на крајот на денот, консумеризм. колку да се, мислам, еве родители, значи најчесто кога зборувам со родителите, знаеш како децата се обесени на телефон и така натаму, знаеш, телефониве се лоши, стереотипно, ќе речам, се случува тоа затоа што се и се чувствуваат и немоќни, затоа што после навлекување на скрин се немоќни, ако немаат некаков план одреден. Пазите, ние играме нефер борба. Да. Ние како родител, јас сум за себе ка зборам, верувам дека добар дел од родителите ке се, ние сме недоволно едуцирани, не знаеме Да. што. Од друга страна имаме армија од маркетинг стручњаци, Да. невронаучници, луѓе кои што сакаат да го фатат вниманието на нашите деца и да го обојат согласно нивните интереси. Точно. Сега тука не дискутирам Да. какви се, зашто има интереси што се многу позитивни. Има многу голема едукативна содржина која што покрива деца, ама за жал децава не се на тоа закачени, него ги фаќаат на и мислам дека не се ни зборува доволно за тоа каква белја може да настане од неправилно и премногу конзумирање на дигиталните телефони, какви се дечиња кои што се родени со добро може да направат промени во... Јас за тоа зборувам секој ден, затоа што тоа ми е тоа што го правам. Значи семејства кои што треба да се интегрираат првото, значи една од првите работи, затоа што сега екранизмот е за 3 пати поголем отколку присуството на аутизам и на ADHD. Да. Од проста причина што можеби тие деца немаат невродивергентни поинакви мозоци, како што имаат ADHD и аутизам. Но симптомите се исти. Ама ние на ги крајот на развиваме денот. како големи можеме да ги развиеме ADHD симптомите од Точно. премногу конзумирање Премногу на... конзумирање. Затоа велам, затоа што аутизмот е состојба, Така. која што има своји, да речем, одредени рамки и се она што се случува како предизвикувачко однесување или предизвик во живеењето, тоа е во суштина дали можеби несредени сензорни потешкоти кои што ги има, па не се, да речем, не се обслужени како што треба, но посебно во раниот детски развој, кога мозокот се развива, значи седењето, брзина на светлината. Да, и седењето на телефони, на скрин и користење само палче и прстенце,
и губење на таа игра, на креативна, на тркалање на Пазите, тогаш се стимулираат рацете, ствари целите дланките, што во основа е стапалата. паралелата на овој развојот на овој сегмент. Значи буквално да си ги земеме дланките, да ги ставиме на главата, тоа се сегментите што се развиваат во мозокот со користење на рачињата од слободната игра. Сега кога ќе ги ставиме да ги држиме кога ќе правиме, што се развива? Само тука. И тоа Само тука. И само тука може би малце. Да, и не е дека не може да се коригира, може да се коригира, но бара многу работа, Многу повеќе што внимание. нема потреба и може да се вложи во нешто многу повеќе за разлика. Не случајно, сериозно развините зими се враќаат на креда и табла или од силиконска долина каде што се излезе, они имаат многу поинаков пристап кон... Имаат поинаков пристап поради тоа што од таму тргнува целата оваа приказна и знаат негативните ефекти. кои се негативните, но ја тоа викам, економијата како главен двигател на светот, кој што не оттрга од природата, значи како и да се свртиме ние, да бидеш свесен родител, да правиш ова, да бидеш свесен човек, на крајот на што да праваме, како да правам. На крајот на денот... Затоа ни е денот... потребна едукацијата, Ирена. Пази, ние во моментот имаме храна сите да се најадеме. Точно. А има луѓе што се гладни. Имаме облека сите да бидеме облечени. Има луѓе што се голи. Има луѓе што викаат дека немаш од облече, тие ќе се понишка војна. Али ти е друг пат. Имаме доволно места за спиење, за никој на светот да не спие на улица. Ете така. Ама нема доволно едуцираност и нема доволно свесност. Затоа економијата веќе не треба да ја движат овие двигателите на производството, што имаме многу поише од производството, него треба да се развие свесност, да се разбудат вредностите, да видиме што ни е потребно. Значи, не можеме да џвакаме пари. Така, не можеме и за тоа уствари треба да почнеме да правиме поинакви избори што можеби не се секогаш мејнстрим. Мене многу често знаат во последно време да ми кажат, ама ова не бива вака, ова не бива онака. Викам, видете, секој одлучува сам за себе. Еве за мене функционира. И знам многу други луѓе за кои што функционира. Јас не можам да дозволам тоа исто кога седнеш на кафе, разговорот се сведува на тој што најмалку интелигентниот, за да можат сите да се уклучиме, нели? Така да, не може јас тоа што знам, што се не е добро телефонот, да дозволам некоја неодговорен родител да го диктира времето по кое што мојот син ќе го поминува на телефон. Затоа што, да речеме, синот и ќерката кај нас имаат лимитирано време, при тоа не го следам тоа време јас, него ги учам они да го следат, за да можат да се саморегулираат, што не треба јас да бидам џандар, него јас како родител треба да му бидам поддршка и да го научам како да го користи своето време. И ми кажа, ти знаеш ли, мамо, колку време поминуваат децата на телефон? Кам да знам. И од оваа позиција разбирам дека јас сум непријателот, некогаш, и дека сум лошиот гласник кој што вика заврши времето, ако не види он, но гледам се повеќе и повеќе да го оставам, па некогаш и да го пробие времето, па да дискутираме што му го фатило и така натака, да развивам свесност кај него. И повторно, знам дека не е секогаш популистичко, не му е секогаш драго. Ние како родители на крај на денот не сме тука да ги задоволуваме сите нивни потреби, него треба да видиме нешто е она убаво, него што е добро. Тоа некогаш убавото не е добро. Многу е убаво да вежбаме, али не е баш добро кога ќе почнат да болат мускули или така натака. Така да не е секогаш. Што е корисно и на почетокот кога го почнав подкастот, нели онака сакав да си кажам што е, зашто е, како е, зашто ќе зборуваме. И со децата мои кога зборувам, за мене, како да кажам, пак ќе речам, можеби е малце екстремно, the bottom line, крајната линија на сето на кое што ние секако, ако подолго разговараме и ако видиме што е навистина важно или неважно, е враќањето во шума. Да. За мене тоа е крајната линија, дека ако јас, нели, во се ова што го правам, ако можам да се снајдам сам во шума, да си направам каде да спијам, што да јадам, да запалам оган, да се погрижам да не ме изеде некоја мечка, значи јас веќе тука сум оспособен да бидам спокоен и да можам да имам сигурност во своето тело, во своите капацитети. Така. А ние не ги учиме на тие основни животни вештини. И сега децата и воопшто луѓето, значи несигурно се чувствуваат, значи они се сите во преживување. Сите сме ние во преживување константно, а дури ќе речеш на крајот на денот, нели, благодарам
Имаме куќа, имаме стан, имаме за јадење, значи да немаш пари за јадење, ќе отидеш било на кој пазар. Нели? И од тоа што останало ќе собереш листови, затоа што ми се случило во животот да дојдам до тоа дереđe да отидам на пазар и се реков, значи нема. И кога отидов и кога видов колку многу храна има оставено, после, значи луѓето завршиле, не допродале, го оставиле тука. Ти имаш храна за цела недела да земеш и да јадеш, нели да направиш и манџа, и салата, и седа. И тогаш, тоа беше едно моје искуство. Колку интересно. И тогаш уствари сваќаш колку ствари си моќен и колку не ти може никој ништо ако ти не му дозволиш. Да. Многу често ние имаме препуштено моќта. Види, има една воина, многу го сакаме, одговорност еднаква на моќ. Оној момент кога ќе впирам прст, ти си одговорна или за ова. Јас ти ја предавам мојата моќ на тебе. Точно. Така да за се што никого окривуваме, треба да застанеме да видиме на кого сме му дале моќта да носи одлуки за нас и да кажуваме ние дека сме мали и немокни. И на тој начин и ги воспитуваме и децата. Заштото што не слушаат што зборуваме. Они го симнуваат нашиот енергетски код, они го симнуваат нашето однесување. Они не слушаат онаа двуличност за која што им сакаме можеби да им пренесеме како би требало да биде. И што мора, и што ама знаеш подсвесно, сега ти кажувам едно, ама за да знаеш дека утре задутре ќе биде по така како што јас размислувам во мојот страв и дека ќе видиш дека тогаш ќе ти биде, ако сега тоа нема никаква логика и нема никаква врска што ти го кажувам, ама за другите денови кои што не знаеме. Никако. Не знаеме што ќе биде. И тоа е нашето искуство не значи дека ќе биде и нивното искуство. Многу често тоа беше моја работа и се уште е работа на мене како родител, а тоа е да бидам сигурна дали мене ми е тешко што го гледам или ја гледам дека се мачи со нешто па имам желба да коригирам, или нив им е тешко, тоа што ние ги скратуваме точно тоа од животот, од искуството, од тоа да направат они искуство и да се спремни за решавање на предизвици, проблеми, кои што ако ги оплемениме со вештини, ќе ги викаат ситуации. Да. И резилиентноста ќе се зголеми. Јас колку ситуации имав денеска додека дојдов и не беше проблем затоа што имам вештини по тоа прашање. Тоа е уствари третата книга на која што работам. Имам креирано и игра на таа тема, се вика играта Како може, зашто ние многу често размислуваме во духот како не, зошто не, кој е проблемот, што се предизвиците под баш тој survival mode и мозокот има одговор на тие прашања. Ако ги смениме малку прашањата и почнеме да поставаме малце попаметни прашања на сметка како може, што е следниот чекор, ќе почне да дава одговори кои што се малце попаметни, а тоа е како може и што е следниот чекор. Така да кога дојде блокирано лицата, беше од кај можам да поминам, не, зашто сега решиле да копаат, сега ли се копаат, цело Скопје го прекопаа, нема потреба. Да, имам малце поишакална патиките, али не е страшно, има крпче. Да, не е нешто што не само може да се реши. Само е банален пример, ама е мајндсет, затоа што многу често, да речеме, еве сега јас доаѓам на снимање и сега размислувам околу снимањето, многу често луѓето таквата копање на пат го интерпретираат како да е крај на светот. Не е крај на светот, го копаат патот, значи не е врзано со тебе и не го копаат затоа што патот, затоа што ти реши тука да проаѓаш и треба брзаш некаде, него едноставно го копаат патот толку. Во контекст на ова, како сме навикнати да го интерпретираме стресот и стравот пред читав една книга. Пред неколку дена од книга е. Дека нели амигдалата која што ни е дел од мозокот, нели каде што во суштина ние сме дали треба да се бориме или ќе треба да бегаме или да правиме нели нешто во стрес да се спасиме. И вика, има нели опција да отиде на левата страна, интелектуалната, или да отиде на десната страна. Значи, амигдалата си има нели свој, да речам, делови каде што поминуваат. И сега, разликата е во суштина во тоа дали ние ќе го гледаме нештото дека е проблем, или дека е авантура, или па дека е некако како креативно, на каде ќе отиде. Само каде ќе отиде импулсот. Така, и тоа е вежба на мозокот, затоа кои невропати ги развиеме. Заштото што на момент кога ќе се уклучи амигдалата,
предфронталниот кортекс се гаси. Предфронталниот кортекс Тој нема работа сега. Така, и предфронталниот кортекс вика ти немаш потреба да бидеш уклучен, затоа уствари тука е се што е визуализација, креативност, имагинација, значи решавање на проблем нас не треба предфронтален кортекс. Тука. И ние уствари како родители не сме ништо поише него надворешен предфронтален кортекс на децата додека они не го развијат нивниот, кој што се развива до 26. Да, до 26 до 30. Не, 26 викаат последни. Али како и да е, ние со пола мозок одлучуваме за партнери, за работа. Што значи не е чудо што? Имаш 2 деца, 3 деца веќе до тогаш. Да. Мојавето е дека во основа за да не се изгаси предфронталниот кортекс, затоа старите викаат број до 10. Што се случува со број до 10? Ти уствари стимулираш предфронталниот кортекс. Диши што се случува. Истите работи, има работи кои што стварно би можеле на амигдалата завршила многу добра работа и феноменално е кога има тигар околу нас, ако движи некој забрзан камион кој што гледа во телефонот, а не гледа на патот што се вози, тогаш супер работа функционира. Али ако амигдалата се пали во момент, например, ке мене се запали стрес респонсот, сега затоа што сум на подкаст, јас нема да можам да го кажам тоа што го имам во мене, него ќе зборам од позиција на преживување. Ќе почне гласот да ми дрхти, колку поише ми дрхти, толку поише ќе се вознемирувам, колку поише се вознемирувам, толку можеби несоодветни работи ќе кажам, и кога ќе го гледам после си викам мајко, што и беше на оваа личност. Тоа е реално друга личност. Тоа е друг дел од вас. Оној дел од вас што вика преживување. Да. Во секој случај пред можеби некои 7 години кога прв пат и за невронаука и за мозокот и за тие работи почнам да учам, нели, каде што стресот ќе го земам како, нели, она што сега се повеќе се зборува, ама кога ќе отидеш на лекар имаш некаква хронична болест која што е, па не знаеме од што е, од како е стрес. И сега докторите, нели, знаејќи ги сите овие работи, но немајќи време да објаснат понатаму и да дадат други насоки, освен земи пие јапче. И сите бе онака како сега се од стресот, се од стресот некако. Јас, нели, кога почнав да учам, кога навлегов повеќе, стварно стресов мајката многу работи прави и нели го земаме како некој, како што и за анксиозност зборуваме дека се тие се се непријатели. Не, тие си имаат својата функција, тие си имаат својата работа и ние треба регулацијата да си ја коригираме. Дали на емоционалното тело, дали на зборам, нели, регулација на стрес. Тоа е тоа на кој што ние ќе работиме. Ние не можеме да го ако го исклучиме стравот, отидовме, паднавме у првата река, нели? Не ќе скокнеме, ќе летаме сите. Кој знаш? Ќе биде супермен. Да. Види, јас се лутав порано на тоа. Да, бе, сети е на стресна база, не знаат да постават диагноза, препиши на стрес. Али има скроз логика, заштото што ако ме брка лавот, престанува да функционира. Целата енергија од целото тело се влегува, зависи од тоа каков е респонсот, дали ќе треба да бегаме, дали ќе треба да се смрзнеме или ќе се... Ние сме смрзнати повеќе од времето. Најчесто. Али зависно од респонсот, нели, оди во одредени делови. Не функционира дигестивниот тракт, заштото што не е важно сите бактерии да ги уништиме ако нас не изеде мечката, лавот или паднеме во некоја лави. Не е важно дали срцето работи како што треба, заради тоа што, нели, целата енергија е потребна да се избегаме спас. Не е важно дали мозокот работи како што треба, затоа што и сега што имаме мозочни, срцеви удари и проблем со тоа се најчестите и први импулси и од тука после идат на сите други. И само регулацијата, стресот и како е важно, али од друга страна баш убаво го каже тоа, тие си имаат функција и како деца се. И тоа неваспитани деца. Ако го игнорираш ти стравот, он доаѓа како погласно дете. Сика, Значи, и ти пак го игнорираш и он пак. Зашто не ми кажеш, окей, страво, супер, добро што дојдеш, што сакаш да ми кажеш, што треба да обрнем внимание, буквално да го рационализираме и да видиме која е пораката што сака да ни ја пренесе, заради тоа што најчесто имаме две масовни, и тоа за тоа ќе зборувам малци во книгата, а тоа е фокусираност преголема на минатото, депресија ни прави, преголема фокусираност на едината ни прави анксиозност. Кога ќе ни се потсетат на некои работи, кога ни доаѓа некако страв, најчесто е дали од нешто што некогаш се случило или од нешто што се плашиме дека ќе се случи. Ако е нешто од некогаш, јас не сум таа некогаш. Можеме рече, окей, благодарам за тоа што ми кажуваш, сега сум попаметна, зашто го имам веќе тоа искуство и нема да направам така.
така да го користиме знаењето и си ја прибираме енергијата наместо да ја расфрламе. Ако е нешто за иднината, наместо да речеме, окей, се плашам од тоа, дали ќе биде вака, дали ќе биде така, како можам, прашањето е што можам денеска да направам, да се подготвам, за да можам да одговорам најдобро што знам за кога ќе се случи. И на тој начин ја собираме енергијата што најчесто ја расфрламе, а ни е потребна во моментот за да можеме да креираме и да работиме. Во контекст на родителството. Сега јас и ти дека ова го живееме до некаде и го размислуваме секој ден, но толку многу од работите, тргнувајќи од мас медиумите, кои што цело време пингаат секдека каде што се свртиш дека е нешто страшно, дека е некоја војна, не знам, негдека е се запалено. Значи константно јас себе си кога се проверувам некој нивоа на анксиозност, колку биле, каде се сега, како јас сум станата поиздржлива да речам на тоа. Децата се најголемиот страв на родителите. И се што се случува, дури толку има несвесни аспекти, нели, зошто нешто сме решиле дека ќе го правиме и дека ќе туркаме натаму и остануваат празни простор, места зашто, нели, дали тоа традиционално, дали нека сме го собрале по пат, дали во некој момент и нас не се случила некоја траума. И сега ние тераме по тој терк. И сега знам дека е убаво кога би можеле сите да застанеме. И нели, да го имаме, па и тие 5 секунди, и тие 3 здива. Зашто тие, ако успееме ние да се одвоиме толку, само еден момент да се одвоиме од себе си, тогаш ние ќе го имаме доволно тој простор да речеме чекај, стој, да застанам. Но тоа не се случува. Мислам, многу тешко се случува доколку не се вежба некоја алатка или нешто. И затоа што не знаеме дека има вредност. А тоа е прашањето, јас ти кажувам, дали ти си паметен да решаваш туги проблеми? Јас сум многу паметен. Многу сум паметен, стварно добро сум во решавање на туги проблеми. Се што треба, значи јас да се отуѓам од мојот проблема. Да земам метапозицијата. Кога ова би се случувало на некој друг, што би му кажала Тијана? И најчесто имам попаметни идеи, да кажам, значи толку е. Или јас имам, например, две многу мудри баби, а моите покојни баби, и јас, например, за приватен живот се прашам што би направила мојата баба во оваа ситуација. И видите, многу интересни работи ми текнуваат, повеќе различни работи од тоа што би ми текнала на Ана. Ова не значи да поканиме да бидеме биполарни или да развиеме повеќе кратни личности. Ние сите имаме различни сегменти во нас и важно е да ги собираме како ресурси. Така е. И тие идентитети треба да се познаваат и да си се поддршка меѓу себе. Значи, мојата бизнис Ана треба да е поддршка на мајката Ана. Партнерот Ана треба да е поддршка на мајката Ана. Они треба да се во релација. Родителот Ана и така натака. Затоа уствари е клубот на родители, каде што првиот понеделник се стигаме со некаква вештина за тоа како би можеле некои работи да ги правиме. И буквално е поконување, затоа што пред да бидеме родители никој не учи за родителство. И не научат, за све треба едукација. Значи, да вози школа треба едукација. Не викам дека не треба, значи, апсолутно. Сметководител да си... За сите работи треба некоја едукација. За родител, ако можеш на свет да донесеш дете, значи, тоа не е импулс, мајчинството, родителството не доаѓа како импулс како сексуалниот нагон кај мажите. Значи, и кај жените воопшто. Поише кај мажите, па тоа го фатив некој апсолутно се согласам. Значи, тоа не е инстинктивна реакција, тоа е нешто што се учи. А од кога ќе добиеме деца, више време нема. Да. Родителството почнува пред да останеш трудна и труден. Се сложувам. И затоа е многу важно да се согласат партнерите, ама сега да држиме на моментот на како да отвориме време. Од согледената таа потреба, и кај себе, независно што сум многу на темата, не значи дека мене не ми се случува живот и немам сите предизвици што ги имаат и они, апсолутно. Јас сум идентично член во клубот, независно што само го водам. Значи, првиот понеделник споделуваме техника која што ќе ни даде практична примена и во родителството, и во животот in general. Вториот вторник се споделува мал чекар. Дај да не чекаме дека ќе се појави време, дека ќе се наместат овие работи. Дај во овие околности, согласно оваа работа, што е она што можам да го направам сега, независно колку е малку. И тоа го споделуваме во Вибер заедницата, која што ќе споделувам јас, ќе споделиш ти, некој ќе добие идеја што уствари и ќе видиме колку уствари мали чекори правиме. Ама не им даваме признание. И затоа тука е третата среда, зашто нас не имаат научено да не уживаме. Значи, ако го направам ова, тогаш ќе бидам среќна. Ако го направам ова, тогаш ќе бидам. И сега најчесто кога дојде тогаш ние не сме среќни, него доаѓа некое ново ако. И тоа ако никогаш не завршува. Целта е да си одадеме признание, да бидеме среќни сега,
срекни да го правиме тоа, затоа што така многу повеќе правиме. И се, споделување мали чекори. Зашто јас бев таа прва која што не одаваше признание на успесите. И тоа го усвестив многу интересно, а тоа е дека луѓето однадвор почнаа да ми даваат признание за некои работи кои што јас уопште не ги перцепирав како. Јас? Мене? И си Зашто мене? Зашто не? Па не е ништо, Тоа не е е обична, глупо. тоа е обична работа. И уствари, да, многуте обични работи треба да си речеме браво. Да. Како што си зимаш за право да си се караш, зашто да не си кажеш Да. браво? Тоа е фер компензација. Не викам дека треба да си викаме браво за се нешто, али за оно си го направим кој што треба, нема зашто да не. Па дури превземање на мал чекор треба да си кажеме браво, зашто мали континуирани чекори носат скроз на друга дестинација. Значи тоа е третата среда. Четвртиот четврток сите родители имаат се поканети да споделат предизвик, да споделат проблем, да споделат ситуација која што за нив може да го направат тоа и анонимно ако не сакаат да споделат пред сите, тоа е исто окей, а може да се направи и гласно. Дополнително тука е коучинг повикот, каде што во четвртиот четврток се собираме на Zoom средба, таа не се снима. Зошто? За да не бидеме да не си ги цензурираме собствените одговори. Да можеме да бидеме поотворени, да можеме да бидеме поранливи и да си ги кажеме работите какви се. Сите тие кои што ќе се уклучат на тој повик, повикот е отворен за сите од клубот на родители, сите можат да дојдат во тој час, да отворат тема. Јас ќе го структурирам, тоест го водам, го анализираме предизвикот од родителска мудрост, сакам да го викам тоа, а јас го водам тој процес низ тимски коучинг. Значи NLP-то го користиш тука како систем. NLP, да, значи строго работам со NLP зашто тоа е методологијата која што јас ја знам, тоа е методологијата која што работам, тоа е методологијата која што мене ми дала резултати и многу важно има работи кои што во родителскиот повик се за психолог, кои што во родителскиот повик се за твојата тема. Така да не е се за мене и не треба јас да покривам се што е и што не е, зашто што на тој начин се прави штета. И јас многу сакам кога луѓето го прават тоа во кое што се добри, во кое што знаат, зашто никогаш од добра намера луѓе вклучуваат и некои други сегменти, а не се ни свесни какви се опашки може да отворат. Да. Па ако ќе отворат некои работи, после не значи да прават, што е многу не окей. Мер се отвори, наричаме четврток, са не сакам да именувам проблеми, предизвици, ситуации кои што апсолутно јас не ги таргетирам и јасно беше кажано, али па добрата работа е што групата сподели некои мега чекори, тоа е даден насока од претходни искуства, што сега кој исто е поддршка за тој родител кој што отвори тема. Не сакам заради но мислам дека во секој случај, значи добро и сега јас со работењето, на пример, тоа што јас мислев дека ќе го работам пред 7-8 години, нема врска со тоа што сега навистина го правив и како јас го затворив тој процес, како јас работам сега со родителите. И она што прво го велам, значи јас сум тука да се интегрира семејството. Значи не да го тргнеме ние логопедот, дефектологот, психологот, наставниците, напротив, ние треба да ги интегрираме сите посилно во суштина и да создадеме значи да создадеме простор во семејството каде што секој ќе си го знае своето место и сите заедно одат на иста цел. Така е. И тоа е тоа кое што затоа што родителите, нели, и во тага, сега зборам за посебните семејства со кои што работам, многу често, значи скоро сите поминуваат низ тие емоции на тага, на одбивање, на гнев, многу често остануваат самохрани родители, најчесто се мајки, значи огромен е процентот. Знам, алармантни се состојбите. И сега, значи кога родителите се разидени во основната функција дека они немаат воспоставено и нормална комуникација, затоа што е во тага ти не можеш да создаваш никаква вредност за тоа дете. Значи колку јас да давам алатки, на пример, дека вака ќе го предизвикувачко во однесување, вака ќе го решаваме. Ти треба да си присутен тука, да си во спокој, да си барем на десната страна на мозокот, да сакаш да видиш дека ова решение, дека одговорите лежат во родителот. Сите они ги имаат одговори. И за тоа техниките уствари не работат. Заради тоа што тоа е као да земеме најдоброто семе, да го фрламе на неизорана нива. Да. За тоа уствари ние треба да работиме на себе, затоа што не е поразлично ни со родителите на типични деца. Децата, родителите со нетипични деца имаат поинакви потреби. Ја им се воодушевам, тоа за мене се дословно сам херои, земејќи првот дека живееме во Македонија и окружувањето
општеството не ги поддржува и не отвора можности, фала Богу, че ти си ми ги луѓето што ти спомнав и прошлиот пат, стварно правиш разлика и многу теми ги отвори. Јас многу работи како предизвици ги знам од тебе и да речеме можам да се вклучам во насока на поддршка, подигање свесност и така надале колку што е во моја моќ. И кога сите би направиле колку што е во наша моќ, ќе има голема разлика. Така да идентично она што го кажеш ти е многу клучно, тоа е таа свесност да можеме да ја развиеме. Ако ништо нема да работи ако ја не сум во добра состојба. Да. Тоа е буквално да си ископаме нивата за да може да го посееме семето. Затоа една техника работи за еден родител, а за друг можеби не работи. Заради тоа што различно ја испорачуваат таа техника. Точно. И многу често не ни текнува. Тоа е исто како кога ќе се налутиме и ќе кажеме све што не требало да кажеме и ќе отидеме дома, ќе се стушираме, ќе седнеме на каучот и ќе се смириме и ќе ни текне. Па требаше да кажам она. Ама не се брои веќе. Да. Така не се брои. И затоа е важно да ја менаџираме собствената, затоа беше пред manage you, manage me. Така. И уствари во играта како може има 30 джокери, како секоја игра, нели треба да има джокери, а джокерите се за промена на состојбата. Целта е да управуваме со состојбата, да најдеме и од тие 30 не требаат ништо повеќе, треба два. Еден за брзо реагирање и друг е за кога имаш повеќе време. Јас кога имам повеќе време, мој джокер е да влезам да се истуширам долго, туширање со топла вода ме враќа во многу добро. Сакам играва да ја пробам. Може, им биде ки. Брз джокер ми е свесно дишање. И се што е потребно е подолго издишување од дишување. На тој начин му кажуваме на мозокот, нема тигри, нема лавови, нема лавини, се е окей, имаш контрола на ситуацијата, диши, за да остане предфронталниот кортекс уклучен и на амигдалата да кажеме благодарам што алармираше, проверив, се е окей, јас треба да бидам во процесот, да не испадне некој викаше од Ана, него ако треба да се вика Ана, барем да биде свесна дека вика, за на тој начин да може да ја понесе и одговорноста што доаѓа со викањето. Што многу често луѓе викаат, не знам како се случи, не знам, јас се помалци, дури не се сеќавам кога последен пат ми се случило да не знам како ова се случи. Далеко дека ја правам секој што треба, али сум свесна кога ги правам работите. И тоа е вежба. За таа вежба резултатите се враќаат на сите полиња, не само на полето на родителството, се враќа во полето во бизнисот, се враќа во личното поле, се враќа во релациите, така да од таа гледна точка вреди да се инвестира во таа вештина. На почетокот е малце тешко, али си ги носи резултатите и оно што е важно, веќе не окривуваме никого, фаќаме контрола и почнуваме да живееме многу поавтентично. Заштото што може да гледаме на тоа дека како минувал животот, нашето светло што сме се родиле како деца, помине еден од родителите први на прекривка, дај не свети толку многу. Па образованието, па окружувањето, па пријателите и ние сме под едни прекривки кои што више имаат фатено и прашина и сега треба со многу љубов една по една да ги извадиме, за да можеме да светиме и да бидеме свесни дека нашето светло некому ќе му пречи. Не заради тоа што не е убаво, него заради тоа што го потсеќа на нивното светло, што го имаат закопано во себе и затоа ни е потребно тука исто со љубов, разбирање, поддршка, да не го гасиме собственото, да што имаме видено луѓе да го гасат своето светло, затоа што им смета на другите. Можеби не си во правото друштво едноставно. Да. Значи јас надраснав некои окружувања и тоа е окей. Не е дека не ги сакам, едноставно ги надраснав. Нити јас сум добра веќе за нив, нити они се добри за мене. Точно. Тоа не значи дека некој друг е лош. Не, ништо не е лошо. Се се менува и да очекуваме дека нештата ќе останат исти од кога сме биле тинејџери, кога сме се запознали со партнерот или со децата кога биле малечки. Значи се менува, нема ништо. Тоа е најголема наврада, да ти рече некој иста си од средно. Освен физички. Забалја вака ми рекој, иста си пред 15 години, иста си скроз, скроз иста сум. Тој дел окей, што не е најчесто. Па и тој да ти кажам аспект иста си, ако така речат иста си, можеби од некое време, нели? Но кога ќе видиш како годините треба да си носат своји карактеристики, нели како треба да изгледа, ја и не сакам да бидам иста.
Јас сакам да бидам поинаква можеби од очекувањата за таа возраст. Така, се сложувам. Треба да се старееме на крај на денот достоинствено, јас си ги сакам сите мои нови брчки. Не ги кријам и не планирам да ги боцкам. Кој има време без брчки да се занимава? Имаат луѓе. Јас, например, немам. Затоа викам, имаше сега пред некој време споделив, потикната бев од тоа дека требаше да одам на пат, а ќерка ми се разбола. На пат бев службено, значи бев да држам оука за битола. И ќерка ми се разболи, почнаа луѓето да леле како сега ќе одиш, кам има температура, татко е дома си под контрола, не гледам зошто не би одла, значи не е дека немам простор да ја откажам, ама нема никаква потреба од откажување, затоа што она ќе има и без мене и со мене температура. А повторно детето си е згрижено, си има здрав, прав, посветен татко кој што си ја брка работата и не гледам потреба дека јас, ако не сум јас тука, не знам што. И уствари после сега не именувам кој како, да има проблем. Викам, јас си ги сакам моите проблеми. Значи моето дете има нормална болест во нормално време и да не правиме драма од тоа. Значи, кој е добро? Ама сега не беше добро време за разболување, беше там. А кое време е добро за разболување? Значи, тоа е мојата тоа адаптирање. Баш, викам, дали си ги сакате проблемите? Јас си ги сакам проблемите што ги имам, тоа што ми се развојни проблеми. Се проблеми кои што ќе ме носат на следното ниво на игрицата. А многу интересно, за игрица кога правиме моабет, знаеме дека треба нова вештина да развиеме за да се качиме на следно ниво. А за во животот да се качиме на следно ниво сакаме сите вештини. Не бива. Мора да идеме на следно ниво. И тоа уствари ме натера да размислам дека јас ова воопшто не ни помислив дека е проблем, пред да ми кажат луѓето дека е проблем. Зашто за мене не е проблем. За мене е ситуација која што се реши. Зошто? Тоа што нели гледавме, детето си окей, татко и си е дома, згрижена си е, јас можам слободно да одам, да завршам работа, да се вратам, не идам да лакирам ногти, идам да работам, така да... Да, во секој случај, тука исто излегува на површина мајките и колку ние си даваме простор дека не треба да бидеме за се и секогаш и нели, кој ми дава право да го скратам, јас и таткото од родителувањето, тоа е безобразно ако погледнеме од таа гледна точка. Ама тоа традиционално кај нас толку несвесно се мислам, и јас истото го имам. Мислам, јас истото го правев и се уште можеби несвесно на некои аспекти го праваме. Сега поминува времето, поминуваат годините, нели? Луѓето се одвикнуваат од тоа дека ти цело време си им го зимал тоа право и сега кога ќе ми речеш ама ти треба да го направиш. Исто и со децата. Така. Едноставно, учење, точно. Во раниот детски развој може да ги развијат сите животни вештини кои што се важни, да научи само да готви, да научи да држи нож, значи уште од 3 години оно може да држи нож. Така. И важно е да знае, затоа што утре може да се повреди. Точно. И сега не пипај тоа е опасно, не пипај тоа е опасно, не фаќај нож, не фаќај сега кога ќе дојде некоја возраст која што ние мислиме дека е адекватна. Ајде сега, види како без врска со ножот. Па да, сега е он на нивото на 3-годишно дете, каде што треба да ги научи. Како сега, малце сме промашиле? Не, и од друга гледна точка, јас го скратувам моето дете од татковската фигура, заради тоа што јас не можам да му бидам татко на детето. А на детето му треба и татко и мајка. И му треба и не само татко и мајка, и баба и дедо и комшија. Да, значи порано ова семејство како што денеска постои на Балканот, Европа, значи што по другите краеви од светот, уште поинаку. Така е, испаѓа дека многу подобро функционираат работите. Во последните 50-100 години, пред тоа, јас растев уствари и во семејство кое што беше проширено и во семејство каде што комшијата можеше да ме скара, да ми каже, значи он имаше воспитна функција и во тетката што работи на каса и он имаше право да ми каже се што треба. Сега на ниту едно дете не смеш да му кажеш ништо. Многу луѓе се исклучени и после родителите се чувствуваме дека сме преоптоварени. Преоптоварени сме. Покрај многуте работи бркаме и многу функција. Јас сум мајка, татко, баба, дедо, братучетка, братучет, комшичето, значи ние сакаме да пополниме многу и затоа функции. Е таа пренатрупаност и затоа е прегореност. А и децата имаат потреба од различна стимулација. Колку е полесно, втората епизода се викаш треба едно цело село за да израснеш едно дете. Токму од тие причи кога секој толку малку ќе даде само со својата присутност и со својата
Зашто не сите околу во едно село се со позитивен аспект. Значи има Така. работи кои што ќе ги видиш кои што не се адекватни, но тоа е вистинскиот начин па да ја видиш разликата. Ама и тоа е Едно животот. дете да научи дека и тоа има и ова има. Ама и тоа е животот. Ние не Да. треба да ги скратиме од тој сегмент, треба да го видат. Јас уште се борам со тие работи. Далеку сум од на местото каде што сакам и јас сум на патување. Они треба да се научат дека и тоа е животот и треба да се научат да развијат одговор за тоа, а не да ги заштедиме. На третата конференција за свесно родителство меѓу другото зборував за тоа, а големата идеја во клубот е точно тоа. Како додека сум јас тука на моето дете, да му креирам искуство во кое што оно ќе учи, а не јас да му ги решавам проблемите. Зашто јас сум многу паметна да решавам 14 годишни или 9 годишни проблеми колку што имаат мој. Значи колку паметно решавам. Вау. Не треба нивните. Јас треба да ги научам како да ги решавам. да си ги Да решават. бидам тука до нив, да гледам и како ќе грешат. И тоа е тешко, кое што јас тешко треба да го поднесам, да научам да си седам во тоа тешко. Зашто ако ги скратам од искуството на грешката, ја ги кратам од искуството на учењето. Јас така ќе го направам полесен животот додека сум јас во сликата. Ако ќе ме нема, Да, и тоа тешко сега што го спомне, дури да речам создава во мене и емоција моментот на дали ми е тешко и кога ги гледаш дека грешат во нештата. мене ми е многу тешко. Јас научив само да седам у моето тешко и да речам тебе ти е тешко, него не му е тешко, он учи. Тебе ти е тешко, он не. Јас некако се обидував и над тоа да се ставам себе си. Нели, да, дефинитивно си викаш да, ама ова не е во ред, не е во ред, но што е во ред од сето ова? Да се Што научи е во ред лекцијата. од сето ова? И јас да видам колку е тоа во ред. Значи ќе се научи лекција, ама и со свесност да седам во тоа не за во ред. за тоа си Со седам, свесност. за тоа е да си разговараме со тоа, Да. да се прашаме, окей, се чувствуваш неубаво, зошто се чувствуваш неубаво, зошто на син ти, на ќерка ти е тешко, дали е нормално да тебе ти е тешко што нив им е тешко, па да ги сакаш најдобро за нив, дали ако им го решиш проблемот, е најдобро за нив, па нема да научат да решаваат проблеми. И тоа е моментот каде што во основа, заштото што кога ќе се зезне работата, они ќе бидат тажни, вознемирени. Али јас сум тука, можам да ги помогнам да станат, Да. им воочам, зашто викаме ние сме предфронталниот кортекс за децата. Не во контекст да им ги решаваме, него во контекст да им Бидеме помогнеме. свесноста. И тоа е буквално да ги научиме како да се качуваат на планината, зашто кога ќе помине времето, кога се качиме до одредено ниво на планината, нас веќе ќе не нема. Тоа се вика биологија. Да, биологија. Тоа е И тоа. после тоа они ќе можат да се симнуваат или да качуваат други планини со техниките. Ако јас денеска сум тука и го држам за раче и се симнуваме и се е лесно и убаво, кога ќе дојдеме на подножието и кога ќе дојде биологијата и мене ќе ме нема, Ќе биде и тешко они ќе за треба- нагоре. Каде? Како? Со која вештина? И после имаме неспремни луѓе и после имаме луѓе кои што се борат Се борат со работата. животот. Да. А немаат никакви посебни животни предизвици. Или сум видела луѓе со неверојатно животни, големи животни предизвици што ги носат како онака piece of cake, значи со леснотија и со инспирација. И сум видела луѓе што ништо не им фали, значи животот бил мек и глаток кон нив, имаат некакви бебешки проблеми. Али они се на тоа ниво на развој независно што имаат можеби 40-50 плюс. Да, дефинитивно. И тоа треба да се призна. И тоа е окей. Само Да. да видиме кај сме, зашто кога правиме муабет за свесност, јас не мислам јас да станам посвесна од тебе или да станам посвесна од Буда. Амбициозно, нели? Идејата е да станам јас посвесна од јас вчера. Да, И посвесна не само во од себе. насока на осудување, леле, ано, како можеше да не знаеш за тоа, него во насока на ослободување. Сега знаеш за ова и знаеш дека ова прави проблем ако го правиш така што го правиш. И тоа ја прави целата игранка. Да си бидеме пријатели на себе. Заради тоа што, ствари, третата книга ќе го обработува внатрешниот диалог, она што спомнавме, како може, како разговараме сами со себе. Поло од луѓето, дали би пиела кафе, јас знам дека со начинот како јас никогаш разговарав со себе, ако некој ми се обрати на тој начин, лошо ќе си помине. А тоа беше внатрешен разговор сама со себе. Да. No. Значи тоа е нешто што треба да си го навежбаме, да си бидеме пријател, да си бидеме поддршка, да си бидеме навијач за себе, а не да си бидеме најлошиот, најстрогиот, најгрубиот критичар кој што некогаш постоја. Да. И во однос на свесноста, колку и за свесност имаме малце, те остави да докажеш, ама од моето лично искуство, свесноста и она што сакаме да бидеме свесни, за она што ние сакаме да бидеме свесни, затоа што една моја, да речам, моја искуство пред некои 3 години,
правев една вежба која што траеше 21 минута, значи медитативна и така натаму, и нивото на свесност кое го имав откако завршив со година и пол вежбање секој ден и така натаму, значи јас имав многу повисока свесност за некои работи отколку сега во моментов. Затоа што сега веќе не ја практикувам толку редовно и често како што ја практикував. Но, нели, нивото на свесност. Свесност за што? За мојата присутност, за тоа што е тука. Но, кога си свесен за едно нешто, некои други работи па излегуваат од свесност. И тоа е нормалниот дел, тоа е моментот со како ни функционира мозокот и затоа е важно. Јас да направам личен избор на што ќе го ставам, ајде да го гледаме како рефлектор. Затоа што ако не го направам јас личниот избор, мејнстримот ќе ми го направи кон рефлекторот, па ќе сакам нов шампон затоа што ми треба посјајна коса за да бидам среќна. Нели? Така да, или ние ќе го правиме изборот, или некој ќе го направи изборот за нас, затоа е многу важно. А оно што го кажуваш апсолутно е точно. Според Джо Диспенса, бомбардирани сме преку 400 милиарди бити на информација во секунда, а можеме да вработиме само 2000 бити на информација. На што ќе го ставиме рефлекторот зависи од нашиот вредностен код, од нашите верувања, од нашето искуство, минато, ама тоа е нас. Значи во нас, од нас зависи и ние треба да ставаме свесна контрола. И дополнително ги имаме Џорџ Милеровото правило, кој што вика 7 плюс минус 2, што значи во моментов можам да држам свесност на 7 плюс минус 2 информации, што значи од 5 до 9, а психолозите више викаат 4 е магичниот број. Да викам 4 е магичниот, што и спинот и свашта нешто, еден дел од информациите држа. Така да ние имаме лимитирано ниво, али добрата работа е дека управувачот, контролата е во нас, ама треба да ја фатиме. Да, дефинитивно. И нема љутиш, затоа сме големи, затоа не пуштиле како големи во светот, дека е наша одговорноста. Затоа што рековме вперуваме прста, кога ќе вперам прста во тебе, 3 остануваат на кај мене. Така да си погледнеме и во себе си. И ако сакаме да ја препуштиме одговорноста, не треба да се лутиме дека сме ги препуштили и моќта, некој да прави, тоа е да донесува одлуки за нас. Како да 18 години полнолетство, најголемото полнолетство е американците, 21, после тоа молим брат. Да. Крај нема на муабет. Секогаш. Да, сега кажи ми само за крај, Злато, еве што е нешто што го правиш активно, ново или па да речеме сега нешто што сакаш во моментов да ги поканиш родителите, до кај сте со програмата? Така. Една минутка за тоа. Една минутка за тоа, многу кратко, и да делот, значи 24 април, не, мај, 24 мај почна клубот, требаш април, ама почна мај. Заклучно со мај, 25-та, ќе биде отворен за founding members, што значи луѓето што ќе влезат, ќе имаат можност да имаат загарантирано членство, кое што ќе биде со фиксна месечна претплата. Веројатно понатаму ќе расте заради квалитетот на содржината што е внатре. Така да ве повикувам да се вклучите, да растеме заедно, да дадеме она што е потребно и да станеме подобри луѓе како би можеле да креираме и да поддржиме подобри луѓе. Тука исто активно во моментот баш сега од ова недела почнуваме вториот циклус со НЛП за деца, каде што учиме како да учиме, може да дзирнат на социјалните медиуми. Ќе оставиме линкот, значи доле. Така да не се удираме како родители, правиме огромна работа, правиме навистина многу значајна работа таму каде што сме, од таму да го почнеме патувањето кон наму кај што сакаме да бидеме и да го дадеме тоа што го имаме. Не можеме да дадеме повеќе, толку е доволно. Да. Ти благодарам, Сончка, и прекрасен муабет. Се надевам дека ќе имаме друга шанса, затоа што има многу што да разговараме јас и ти на оваа тема. Супер, ќе ми биде задоволство, благодарам на поканата. Драги мои, се надевам дека уживавте и се гледаме во следната епизода.